Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамијанов и денеска ќе зборувам на една тема која што можеби ќе биде супер можност да ја споделите со некој од вашите мајки, баби и така натаму, затоа што мислам дека оваа тема поврзана со здравието на коските, калциум и начини на исхрана кои што може да помогнат во одржувањето на цврстината и здравието на коските е практично најголем проблем кај девојките и жените кои што можеби веќе влегле во процес на менопауза и кои што можеби имаат над 45-50 години и така натаму. Но тоа не значи дека оваа тема не е важна за останатиот свет, односно за луѓето кои што можеби не се влезени во тие години и за луѓето кои што се од различниот пол, односно нас мажите. Сега, што сакам да доловам кога сме кај здравие на коски? Прва работа, секој од нас можеби знае дека коските, односно основата на коските е формирана од калциум. И тоа е минералот кој што го има во најголем процент во нашето тело. Од прилика 2% од целата телесна тежина и маса на нас луѓето отпаѓа на калциум, кој што е најголем дел складиран во коски, во заби, во ногти и во коса. И што се случува? Затоа што можеби со текот на годините и со текот на менувањето на навиките, особено на исхраната, недоволниот внес на калциум помага да недобро се регенерираат коските. Во превод што значи тоа? Некаде до 35-та година ние луѓето доживуваме најголема коскена маса и најдобра густина на коските и практично до 35-та година коскеното ткиво се регенерира и се обновува. Тука исто клучна улога имаат и колагенот кој што е протеин за да ја дава формата на коските. И исто така калциум фосфат, тоа е минерал кој што ги прави коските поцврсти и поиздржливи. И со текот на годините, доколку ги нема овие клучни состојки за регенерација и обнова на коскеното ткиво, се случува да после 35-та година, со тоа што коската се повеќе не се заменува, односно така речено умира отколку што се заменува, да ние самите си го брзаме тој процес и да предизвикаме што порана појава на шилци, на остеопороза, на артритиси, на искривување на прстите, на нозете и така натаму, затоа што коските доживуваат огромно оштетување поради неправилниот начин на исхрана. Сега, кога го зборуваме за здравје на коски, она што и на почетокот го кажав е дека основните работи, односно основниот минерал кој што треба да се запази во исхраната како нутритивна вредност е калциумот, затоа што тоа е минералот кој што е практично основата на коските. Но многу од луѓето денеска се лежат на тоа уво дека со додаток во исхрана, кој што значи додавање на калциум во исхраната, ќе си помогнат да можеби постигнат добра борба против остеопорозата и така натаму, но целата поента во додавањето на калциум во исхраната е тоа што не треба вие да барате додаток кој што ќе ви го реши проблемот, туку да барате начин на исхрана кој што ќе превенира појава на некаков проблем. На што всушност мислам? Секој минерал и секој витамин за да се апсорбира во нашето тело потребни се некакви предуслови за да тоа се случи. Односно, доколку сакаме да нашето тело апсорбира и да не го уништува калциумот, треба пред се да откако ќе ние би внеле калциум да следствено на тоа имаме и витамин Д. Бидејќи калциумот за да се апсорбира во телото потребен е витамин Д. Ајде да речеме дека во Македонија имаме доволно сончеви денови и не ни се потребни можеби додатоци во исхрана кои што значат витамин Д, но повторно за да витаминот Д профункционира на начин на кој што треба да функционира, потребни се масти, бидејќи витаминот Д е растворлив во масти. Со тоа сакам да ви кажам дека не можеме да се потпираме на додатокот на исхрана и дека одредено апче ќе ни го реши проблемот. Потребна е комплетна промена на исхраната, потребен е добар начин на исхрана кој што ќе запазува добар нутритивен внес на комплекси на нутриенти, не само одреден витамин или одреден минерал. Се работи за комплетно решавање на исхраната, за поставување на добра основа доколку сакаме да го зачуваме тука и здравието на коските. Ако ме прашувате можеби за која храна и кои типови на храна имаат најмногу калциум, тука се млечните производи, кисело млеко, можеби кашкавал исто има доста голема количина на калциум, но тука треба да се внимава со неговата масленост. Имате во сардините на огромна количина на калциум, во јатки, во семиња, во сите мешункасти, графле, кеборанија, грашок. Значи, практично производите кои што секој од нас знае дека се здрави и правилни имаат
и доволно минерали и доволно витамини, и на тој начин ќе си помогнете да ја избалансирате исхраната и да превенирате проблем кога се работи за здравје на коски. Исто така уште една работа која што е многу важно да ја спомнам тука е дека преголемиот внес на сокови, на газирани пијалоци, на конзервирана храна, на грицки, на благо, работи кои што содржат доста конзерванси, меѓу кои што и натриум како минерал се опасност за калциумот, затоа што натриумот е минерал кој што е конкуренција и доколку го има во големи количини го уништува од друга страна калциумот и со тоа можеби некој од вас си пие калциум како додаток во исхрана и проблемот со остеопороза нормално е дека никогаш нема да се реши затоа што многу поважните работи во исхраната не се средени и она што сакам како поента да го разберете во оваа епизода и во оваа тема е дека здравјето на коските не е апче и не е додаток во исхрана, туку здравјето на коските е проект и начин на живот, затоа што вклучително од исхраната до физичката активност, секој од тие фактори си има одреден удел во целокупната добросостојба на тој скелетен систем. За денеска завршувам. Мислам дека оваа тема ќе му помогне на некого и слободно споделете ја со луѓе кои што ова ќе им значи, овие информации можеби ќе ги освестат и ќе го променат начинот на размислување и на дејствување. За денеска ви посакувам убав ден, ви посакувам здрави животни навики и ви се заблагодарувам што ме следите. Чао, чао!